Закон и указ за употреба на јазиците, закон за ратификација на договорот од Преспа, како и указот за истиот договор. Ова се само две иницијативи до Уставниот суд кои со години чекаат во фиока додека заплатите на функционерите одлуката беше донесена за само 4 месеци. Од судот за Алфа велат дека по сите предмети се постапувало на идентичен начин. Судот дава подеднаков третман при постапувањето на секој предмет и во зависност од тоа кога секој судија известител ќе го подготви и предаде предметот како готов, се става на дневен ред за одлучување. За законот за јазици и за Преспанскиот договор до Уставниот суд биле поднесени вкупно 18 иницијативи. Во двата случаи се одржани само подготвителни седници. Оправданието на судот, но и на претседателката Добрила Кацарска во повеќе наврати беше дека за овие предмети ќе се одлучува кога ќе бидат во полн состав зашто имале национално значење. Поради нивното значење и сензитивност кој го имаат за граѓаните и државата, како и обемност во документацијата. Токму поради решавање на предметите, но и да се избегне предмети да заостануваат поради недобиено мнозинство. Председателот на Уставниот суд во секоја прилика преку медиумите алармираше за состојбата и бараше комплетирање на Уставниот суд. Сепак, според Даловникот за работа на Уставниот суд, единствената причина поради која може да се одложи одлучувањето е за прибирање дополнителни материјали и мислења. Инаку судот во моментов работи со 6 од предвидени 9 суди. Процесот за избор е заглавен во Законодавниот дом.